председателя, почитувани колеги съветници, медийни гости. Како еден од советниците од претходниот состав, по дискусијата која што се одвива во овој совет, видов дека има потреба да излезам нова говорница и да ги соочиме факти. Секогаш сум се трудел, настојал и така ќе настојувам пред да зборувам со факти, со бројки кои што се реални истини. Од ова исто место, секогаш кога се носеа завршните сметки на училиштата, кога ни се презентираја нивните финансиски извештаи, ги прашував, ги гледав в очи. Каде е грешката? Кој го направи пропускот, зашто сме дојдени до оваа ситуација? И во училиштата, и во општина Битола. Одговор немаше. Сите не гледаја, сите знаеа одговорот, никој не сакаше да преземе обрска. Прашував дали Министерството за образование, дали пресметката на формулата, дали службите во општина Битола, дали човекот кој што 3 месеци ги полеваше цекината на својот балкон заради неговото домаќинско работење и така натаму и така натаму. Меѓутоа, неколку работи со кои што не се сложим. Слушнав од претходните колеги дека замајуваме јавноста, ги подценуваме граѓаните и ги лажиме. Не е точно. Ниту замајуваме јавноста, ниту ги подценуваме граѓаните, ниту ги лажиме граѓаните. На граѓаните сакаме да ги кажеме фактите. А фактите се следни. Она што го кажале началничката на општина Битола во својата пресконференција, која што упорно се труди да ја негира и да го кажете дека не е точно, ајде да видиме само неколку бројки. На минатата седница споменав, повторно ќе ги споменам. Видејќи се училишта, ајде ќе почнеме од училишта. Купниот борч на училиштата е 5 милиони евра. 5 милиони евра без судските одлуки, без камати. И така, 5 милиони евра заклучно за овие ќе ви објаснам. Постојат служби во општина Битола, можете да се информирате. Вие ќе го имате тоа право сигурно, а ние тоа право го немаме и тука ќе споменам, ќе забрам со бројките, ќе ви кажам една работа. И кога прашува колкав е крупниот борч, и на службите им беше наредено да не ги даваат тие податоци. Тука се колегите од стариот сустав може да го потврдат. Ние немавме вистински увид колкави се борчовите на училиштата и на општина Битола. Тоа свесто беше манипулација. Тогаш на вистина се манипулираше со советниците да не ги добијат податоците колкав е крупниот долг на општина Битола. Таа е вистинска манипулација. Меѓутоа, еден ваш говорен водач рече, истината е како шило, ќе излези на површина, еве излегува. Еве, тие се бројки. Тоа што го кажуваме, тоа е тоа. Граѓаните тоа треба да го знаат и затоа кажат на почетокот на млада дискусија, никого немаме намера ниту да лажиме, ниту да манипулираме. 5 милиони евра без трошоците за камати кои што дневно растат. Бидејќи се такви се извршните решенија. Знај, почитуваниот колега кој што работи во правно биро, како тоа оди. Тука тоа е главниот долг на општината, го прави овие 5 милиони денари и, за да не ја замајуваме јавност, да ве подсетам дека пред 2 седмици имавме точка за Нискоградна. Го споменавме задолжението во карвање Нискоградна. Колку пари прочи. Водовод има кредит. Така, за касарната зеден Владимир Тавлевски кредит уштеден, затоа што парите ги потроши таму кај што не треба. Не за да не ја замајуваме јавноста и
и да ви биде јасно по какав купниот збор и дека Наташа Петровска не излажа, да ми каже точно тишина, регуларна тишина. Почитувани колеги, да ви додадам уште една бројка, значи училиштата почнат плюс околу 400.000 евра за неплатени трошоци за струја. Она што го спомна колешката, бидејќи сега училиштата останале без струја, како ќе најдеме начин да го решаваме. Начинот треба да биде законски и издржан. Тоа е тоа што денес го правиме. Тоа што во минатото спомнувавме дека не смеат да го прекршат законот за законите на Република Македонија за платен промет, каде што општина Битола и тука направи грешка. Со цесија ги затвораше трошоците за струја на училиштата. Тоа година не треба да се случи и нема да дозволиме да се случи. Затоа што е законски прекршок. Тоа да го знаеме дека ние никому не сакаме да лажеме, никому не сакаме да манипулираме. Одиме понатаму. Еден колега праша зошто се држиме дефиницијата што е патник. Тоа што го слушнав и сватив дека секој граѓанин на Република Македонија е патник, чим се вози во превод. Значи, не може да делиме на привилегирани и непривилегирани. Дека некој не е патник, треба да се вози со посебен, не знам, превоз таму. Не може да се вози со тако. Вие го мислите, вие како што мислите да возите до секое населено место со превозот, со тие договори кои што имаше штетни исклучено до Даске, штетен договор за превоз Даске, и до Даске е задолжите општина Битола. Јас од оваа говорница праша, сега денес се потврди со тоа што го цитирав од законот за превоз, каде што општината е должна да обезбеди превоз на учениците или во средното образование, како што слушнав, доколку не му обезбеди сместување во ученички дом. Од оваа говорница праша, зошто, ако е поевтино, не најде сместување на одредени ученици кои што навистина превозот е скап до нивното место на живење, должни сме тоа да им го овозможиме согласно законот. Двајца од поранешните советници, не сакам да ги именувам бидејќи не се тука, стана и кажаме на паѓа тука пред медиум и пред се дека јас сум против премискиот превоз. Против превозот за учениците. Не е точно. Начин требаше да се изнајде. Претходната кандидатура не сакаше да изнајде начин. Значи, нема да зборам ни ваши ни наши директори. Верувам дека претходната кандидатура, кој што беше на раководни позиции во училиштата, не сакаше да ми се спротивстави на диловите на Владимир Таревски и неговата компанија, затоа дојдовме до оваа ситуација. Сегашните директори мора да вадат жешки костени од тоа што некој пред тоа го направи. И овде цело време не убедвате дека овој ќе биде штетна одлука, ако ние ова го дозадеме во одлуката која што донела општина Битола. Како ќе плаќаат учениците? Зошто едни поскапо, едни поевтини? Почитувана колешка, учениците ништо нема да плаќаат, тоа го плаќа општина Битола. Лободацијата што иде од централната власт и на општина Битола, општина Битола согласно служебните договори ќе му плаќа на превозниците. Сега уште те работи и ќе завршат. Спомнувате како со блокирани сметки ќе одиме на. Добро, ајде да прашам сега од оваа говорница, бидејќи тие што се стари ќе се сетат, а вие мајте да ја подсетам. Треба да знаете. Јас од тука прашував како со блокирана сметка училиштето Климент Охридски навали нафта за сите училишта во Битола. Тоа не е прекршување на закон. Кој му дозволи? Исто имаше уште една јавна набавка каде што и таму беше прекршен закон. За тие прекршувања на законите зборуваме денес. Денес треба да најдеме чаре како да излеземе од оваа ситуација. Тоа е темата нова, не да не напаѓате дека Наташа Петровска е неспособна, дека ништо не работиме, дека се касни со јавните тендери и така натаму и така натаму. Па во јануари вие склучувавте јавните. Во јануари склучувате договори за превоз на учениците. А од септември до јануари како се возеа учениците. А сега за 10 дена овде не напаѓате како ги платиме тие граѓаните дека не линчуваат затоа што 5 дена за да се воземе таму. Немало добро. Тоа е за блокираните сметки.
И накрая, очекувам некој кој што учествувал во претходните овие цифри кои што денес ги негативни. Значи негативното работење, што учествувал во негативното работење, во донесувањето на тие договори, најдобро е да молчи. Затоа што ќе спомнам тука една бројка и тука ќе завршам. Училиштето Таки Даскалот, кога го прими власта на ДПМН, ВМРО ДПМН во Битола, имаше на сметката сума од 100.000 евра. Позитивно. После 12 години, кога се врати СДСМ на власт, на сметката на училиштето Таки Даскалот имаше 900.000 евра борч. Овие се факти, почитувани колеги, и овие бројки треба да ги анулираме. Треба овие борчеви да се вратат. Мора да се најде начин, законски начин. И немој повеќе да не критикувате, да не кажувате дека ние манипулираме, лажеме и така. Ако сакате се уште бројки, тука сме. Ќе излеземе.